Од тест број 8, задача број 4. Разложи го на прости множители полиномот 2xy минус 6y плюс x на квадрат минус 3x. Ќе одиме постепено. Забележувам дека во првиот и вториот член ми се јавува y, а во третиот и четвртиот ми се јавува x. Значи, ќе ги групирам членовите на овој полином, првиот и вториот, и третиот и четвртиот. Задачата е така поставена да лесно можеме да го видиме тоа групирањето, како треба да ги групираме. Меѓутоа, некои знаат да ги измешат членовите, па ќе треба тоа сами да се потрудиме да препознаеме кој со кого ќе групираме. Од првиот и вториот пред заграда ќе ми оди 2y, тоа е заедничко. 2xy поделено на 2y ќе ми биде само x. Минус 6y поделено на 2y ќе ми биде минус 3. Сега, третиот и четвртиот. Заедничко е x, ќе оди пред заграда. Од првиот останува x на квадрат поделено на x е x. Од првиот мисле во ова групирање што е. Минус 3x поделено на x е минус 3. Готови сме со задачата? Не. Гледам дека имам заедничко и кај едниот и кај другиот собирок имам x минус 3. Тоа ќе оди пред заграда. Од првиот ми останува 2y, од вториот ми останува x. По x минус 3 поделено со x минус 3 ми е само x. Плюс x. Задачата е готова. Се напише одговорот на предвиденото место. Меѓутоа сакам да нагласам дека ние наставниците обично сакаме некоја естетика во работењето. Во што се состои тоа овде, x да се напише во заградата како прв собирок, а y да се напише 2y како втор собирок. Или кога среќаваме а и б, сакаме прво а да се напише после б. Колку поени носи ова задача? 12 поени за исправно решена задача. Ви благодарам на вниманието.